Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Да ги погледнеме најпрвен кратките најави. Останете со нас. Има доволно количини крвни единици. 32 години постоење на ВМРО ДПМНЕ Куманово. Кошаркарскиот клуб Куманово утре против Евроникел. Со доволно количини крв располага службата за трансфузиона медицина во Куманово. Надминат е проблемот со недостатокот кој се јави поради пандемијата. Службата за трансфузиона медицина во Куманово располага со доволен број крвни единици. Надминат е проблемот со недостаток кој се јави за време на пандемијата, кога граѓаните поради страв од зараза избегнуваа посети на здравствени установи. Лекарите велат интерес за дарување има кај нив, но и на акциите кои што се организираат. На месечно ниво бројот на дарители само во службата се движи од 150 до 200. Трансфузионата служба, Институтот за трансфузиона медицина е со центар во Скопје, меѓутоа филијали, односно други центри има во цела држава, така да во најголема криза, ако може да има момент за недостаток на крв во некој град или во некој регион, тоа значи најлошиот момент што досега не сме имале таква прилика, може да требуваме крви од другите центри, од другите градови. Така да цела држава, цела република е покриена. Не може да се каже дека недостасува, меѓутоа тоа се неизменични моменти, односно поради некоја сообраќајка, големи операции и така натаму, во моментот може да се случува понекогаш некој мал недостаток, али состојбата е под контрола, има доволно количина крв од сите крвни групи. Во време на пандемија беа исклучени крводарителските акции по школи, по факултети, други институции што ги имаме, полициските станици и така натаму, касарните на АРМ. Тоа беше пандемија во цел свет, имаше недостаток, како прво и учениците и студентите не беа воопшто во школите со физичко присуство, него сите беа онлайн. Како втора причина беше и страх да доаѓат во медицинските установи, односно се плашеа од некоја можна зараза во институциите. Тоа е поминато веќе, за среќа веќе е сосема друга слика. Согласно препораките, дарувањето на крв почнува од 18 години, па се до 60 за жените, а 65 за мажите. Сите, да не кажам млади, него и постари, кои што прв пат здрави личности, може да доаѓат да даруваат крв. Треба да се да нема здравствени проблеми и од кога почнува да даруваат крв, тие имат и одредени бенефиции. Односно, ако се наработен однос, им следуваат 2 слободни, односно 3 слободни дена, зависност од службата. Контролите, пошто кога даруваат кај нас, крвта од кај нас се верифицира, се контролира и сите можни заразни болести се верифицират, се проверат. И приватно да се прават тие анализи коштат околу 5000 денари, кај нас тоа се прави без пари, бесплатно. И ако дарува повеќе од 10 пати, веќе е ослободен од сите здравствени партиципации, односно услугите што треба да ги плати во сите државни институции, е ослободен. Дарувањето крв во службата во Куманово се реализира во понеделник и четврток. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа регистрирани се 70 новозаболени од COVID-19. Тројца од нив се од Куманово. Во текот на изминатото деноноќие нема регистрирани починати лица. Бројот на активни случаи на ниво на земјава изнесува 327. Од Куманово активни на вирусот се 12 лица. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово лишиле од слобода 20 годишен кумановец. Тој се сомничи дека во текот на денот на улицата Ленинова извршил кражба на паричник од АС. Одземениот предмет бил пронајден и вратен на сопственикот, а лицето било задржано во полициска станица. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.
Со механизација на комуналното предпријатие Чистота и зеленило повторно се расчистуваше дивата депонија на влезот во населбата Перо Чичо. Иако депонијата редовно се чисти, по неколку дена на оваа локација пак се остава смет, најчесто градежен шут. Според проценките на предпријатието во градот и околината има над 10 поголеми и 40 помали депонии. Екипите на Чистота и зеленило повторно со механизација ја чистеа дивата депонија на влезот од населбата Перо Чичо, соопштија надлежните од јавното предпријатие. Само пред 2 недели беше исчистена оваа локација и беа изнесени неколку камиони смет, при што еден од нив има капацитет од 20 тони. И покрај апелите на надлежните, резултати скоро и да нема. Граѓаните секојдневно реагираат за оваа депонија која често гори, го загадува воздухот и од каде се шири непријатна миризба. Екипите на предпријатието ја чиста депонијата редовно, но по неколку дена на оваа локација се создава нова депонија, најчесто шут. Претходно реагираа пожарникарите кои во текот на летниот период гасеа пожар на оваа депонија речиси секој ден, понекогаш и во дневните и во ноќните часови. Јавното предпријатие почна со акциски расчистување на дивите депонии во руралните средини. Според проценките на предпријатието, во градот и околината има над 10 поголеми и 40 помали депонии. Екологистите и граѓаните предлагаат состојбата на оваа депонија темелно да се согледа, бидејќи според нив решение има и не вклучува постојано трошење на ресурси на проблем кој се повторува. Екологистите претходно предложија да се формира специјална бригада која ќе оперира на подрачјето покрај речното корито, редовно изнесување на смет, неколку пати во неделата и поставување на големи садови покрај течението на реката. Во меѓувреме, од општината информираа дека продолжува расчистувањето на речното корито на Кумановка, иако за неколку дена на веќе исчистените локации несовесни кумановци фрлаат смет во реката. Средното училиште Наце Буѓони вчера со пригодна манифестација и културна програма го одбележа својот патрон. На штандовите во училиштето беа изложени изработки и наставни материјали подготвени од машинската, електротехничката и здравствената струка. Присутните имаа можност да го проследат краткиот осврт за историскиот развој и постигнувањата на средношколскиот центар, а беа доделени и благодарници на заслужните ученици и нивните наставници за постигнатиот успех во изминатиот период. Со свечена академија, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Куманово утре ќе одбележи 32 години од постоењето. Академијата ќе се одржи во големата сала на ресторан Грација со почеток во 18 часот и 45 минути. Пред присутните ќе се обратат председателот на Општинскиот комитет ВМРО ДПМНЕ Бобан Николовски и лидерот на партијата Христијан Мицкоски. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Куманово утре одбележува 32 години од постоењето. На свечената академија по повод годишнината на Општинскиот комитет најавено и присуството на председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. На 15 октомври пред 32 години нашите основачи, денешните ветерани на Општинскиот комитет Куманово, ја формираа тогашната секција, подоцна Општински комитет ВМРО ДПМНЕ Куманово, рече на денешната пресконференција актуелниот председател Бобан Николовски. Во таа чест, утре, сабота, во 18:45 часот, во големата сала на ресторанот Грација, во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Куманово, за прв пат ќе се организира и одржи голема свечена академија по повод 32 години од формирањето на нашиот, на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Куманово. Во името на комитетот ги поканувам сите поранешни и сегашни членови, активисти, функционери, сите ветерани, сите оние што некогаш имале допирна точка со ВМРО ДПМНЕ, а сега се чувствуваат подзаборавени од било кој и од било која причина. Сите оние што ставиле барем една тула во нашиот, во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Куманово. Сите сопартици, но и сите наши сограѓани и поддржувачи и симпатизери на политиките на ВМРО ДПМНЕ да дојдат и да ни се придружат, да бидат додадена вредност на овој голем настан. Да се собереме, соединиме, да се подсетиме на постулатите на ВМРО ДПМНЕ и од тука, заеднички, како никогаш досега да почнеме да го одиме патот на успехот, патот на победите,
да се вратиме сите заеднички на старите, на победничките патеки. Почитувани сограѓани, само со ВМРО ДПМН како политичка сила број 1 во Куманово, заеднички ќе може да ставиме крај на ова реално лудило кое моментално го живееме. Ние тргнавме и нема застанување. Придружете ни се. Ќе биде вечер за паметење. На свечената академија пред присутните сопартици, симпатизери граѓани ќе се обратат Мицкоски и Николовски, а ќе биде прикажан и документарен филм за успесите и поразите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово во изминатите 32 години од формирањето. Вечерва во емисијата Став во живо гостува министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој ќе зборува за актуелностите во државата, за позитивниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава, за справувањето со енергетската криза, за реформите и инвестирањето во опремата на МВР, за новата кампања на МВР со UNDP, за подигнување на јавната свест за опасностите што произлегуваат од носење и злоупотреба на оружје. Емисијата започнува во 20 часот. Во рамки на засилената акциска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, полицијата вчера санкционираше 130 возачи. Од нив 9 управувале со возило со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното. При тоа 53 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 77 надвор од населено место. Од МВР најавуваат дека засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови и апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за заеднички придонес за побезбедни патишта. Потпишан е новиот колективен договор кој се однесува за воспитувачите и негувателите во установите. Повеќе во прилогот во продолжение. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска и председателот на самостојниот синдикат за образование, наука и култура Јаким Неделков го потпишаа новиот колективен договор. Зголемување на платите на давателите на услуги во јавните установи за деца за 15% и нивен континуиран раст со секое зголемување на минималната плата е една од најактуелните новитети во новиот колективен договор. Исто така се надминува проблемот со работното време на воспитувачите и негувателите за реализирање на другите програмски активности во други просторни услови во установата или надвор од неа. Се обезбедува регрес за годишен одмор, 4-часовно платено отсуство од работа во текот на месецот за извршување на итни, лични и неодложни потреби, се зголемуваат правата за слободни платени работни денови во текот на календарската година, се воведуваат јубилејни награди за работа во градинката. Новиот колективен договор предвидува учество на синдикален представник во повеќе комисии во установата, формирана од страна на директорот, се воспоставува право на приправникот приправничкиот испит да го полага повтор пат и се зголемуваат роковите за пријава на огласи за вработување во градинките. Детално се уредува начинот на распоредување на работникот и обврските на работодавачот и се зголемуваат обврските на работодавачот во делот за безбедноста и здравието при работа, надминување и трајно решавање на проблемот на помошно-техничките лица во делот на платите и нивен континуиран раст со зголемувањето на минималната плата. Предвидено е изголемување на додатоците и надоместоците на плати и се зголемуваат правата на работниците за време на штрајк. Со представата Секси лаги на Театар Куманово вечерва во Центарот за култура Трајко Прокопиев официјално се затвора 25-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија. Станува збор за представа во режија на Драгана Таневска. Во представата играат Марко Трајковиќ, Сања Русевска, Жарко Јовановиќ, Нина Максимова, Александра Михајловска, Никица Јанковски и Анастасија Величковиќ. Сценографијата е на Крсто Богоевски,
Лаги, а костимите на Дарко Илиевски. Комедијата Секси Лаги, работена според текстот Секси љубомора на Марк Камотели, е спој помеѓу интригата и љубовта, страста и моралот, вистината и лагата, сведоштво за начинот на кој се третирани љубовните и семејните релации помеѓу маж и жена. Ова е представа во која конфликтот на интереси произнесува чувства, реакции и односи кои ги прават ситуациите комични. Во продолжение вести од Македонија. Председателот на владата Димитар Ковачевски се обрати на настан посветен на извештајот на Европската комисија на Европскиот пат, нови реформи, нови можности во организација на Секретаријатот за европски прашања. Извештајот на Европската комисија, кој пред 2 дена ни пристигна, е многу повеќе од документ. За нас тоа е јасна верификација дека сме на добар пат и уште појасна насока каде треба да чекориме, а чекорењето единствено е можно забрзано кон европскиот пат. Нашата посветеност на реформите кои треба да ја трансформираат и европеизираат Македонија се пресликани во позитивните оцени на овој извештај. Тој докажува дека реформите кои ги спроведувавме се одржливи и го нотира напредокот. Министерството за економија се уште ги прави анализите за можноста да остане летното сметање на времето. Иако министерот за економија Крешник Бектеши во понеделникот изјави дека тие би требало да бидат готови до крајот на неделава. Побарано е мислење од МАНУ и од Бирото за метеорологија и штом се добие нивното мислење, како што изјави министерот Бектеши, анализата ќе биде доставена до владата, која треба да ја донесе конечната одлука. Одлуката дали ќе остане летното сметање на времето или ќе се премине кон зимско сметање, треба да биде донесена до крајот на овој месец. Зимското сметање на времето почнува од последниот викенд во октомври, кога стрелките на часовникот се поместуваат за 1 час наназад. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич рече дека секоја институција согласно донесената владина одлука има обврска да штеди струја. Со мерките што се објавени и кои им наметнуваат обврска на институциите, оцени Маричич, ќе се постигне поголема рационалност и во трошењето на јавните средства, но и во трошењето на електричната енергија како ресурс. Вице-премиерот рече дека конкретни податоци за тоа колку пари се заштедени во институциите од воведувањето на мерките минатиот месец може дополнително да достави зашто тој не направил анализа. Македонија нема да учествува на Евровизија 2023 година. Ова денеска за ММС го потврдил директорот на Македонската радиотелевизија. Да, нема да учествуваме на Евровизија. Не сме платиле котизација. Најголем проблем се струјата и големите трошоци кои ги предизвикува патувањето и престојот во Велика Британија. Поради оваа состојба скратени се сите трошоци, па така и овие кои требаше да се платат за учество на Евросонг ги насочивме за плаќање струја, изјавил за ММС Маријан Цветковски. Ракометарките на Куманово утре го играат 6-тиот меч оваа сезона во домашното првенство, а за противник на гостинскиот терен го имаат составот на Спартак. По двата порази на европската сцена од израелскиот Макаби Аразим, кој составот го претрпе неделава, Кумановки во овој меч влегуваат изморени, но со желба за нова победа. Избраничките на Драгана Ристова од почетокот на сезонава бележат 3 победи и 2 порази од првите 5 одиграни надпревари. Кошаркарите на Куманово утре го играат вториот меч оваа сезона во првата машка лига, во кој на гостински терен ќе ги одмерат силите со екипата на Евроникел од Кавадарци. По лошиот старт изминатиот викенд, кога на домашен терен избраниците на Владимир Мирковски загубија од Чаир, престојниот викенд влегуваат со поголема мотивација на теренот, а тоа е впишување на првата победа. Надпреверот утре се игра со почеток во 18 часот. Времето денеска во Куманово беше облачно со врнежи од дожд. Максималната температура се искачи до 18 степени, а минималната беше 3 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време. Дневната температура ќе достигне 19 степени, а утринската ќе биде 3 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.